Добро вечер. Вие го следите најновото издание на Урбаните вести. Започна изградбата на патот до Штипското село Срчиево, во кое е лоциран манастирскиот комплекс Свети Петка, каде во 2 наврати се сруши гинесовиот рекорд во најголем котел со сварен граф. Иако организаторите на манифестацијата од светски рамки побараа уште во 2010 година да се асфалтира земјениот пат, со што ќе се овозможи полесен пристап до манастирот, а со самото тоа и поголема посетеност на манифестацијата. Дури пред неколку дена започнаа активностите за тампонирање и асфалтирање на патот до Срчиево. Во изградбата на патот ќе бидат вложени 200.000 евра, средства обезбедени од Светската банка за обнова и развој. Патот до Срчиево е во должина од 1600 метри, а со леснетиот пристап до селото ве покануваме да го посетите манастирскиот комплекс Света Петка. Со оваа информација ги започнуваме Урбаните вести, а погледнете од фуршпанот што останато ќе видите во нив. Во средното училиште на град Скопје Здравко Цветковски се отвори центар за кариера. Општина Петровец добива модерна спортска сала, бесплатни фудбалски тренинзи и часови по плување за децата од социјално загрозените семејства. Со цел намалување на невработеноста кај младите и помош при изборот на нивната професија, денеска во средното училиште на град Скопје Здравко Цветковски се отвори центар за кариера кој е 36-ти во Македонија, а 11-ти во Скопје. Годишниот проект на USAID младинската мрежа за стекнување вештини за вработување, кој почна да се спроведува во 2010 година, денеска во средното училиште Здравко Цветковски беше отворен центар за кариера кој е 36-ти во Македонија, а 11-ти во Скопје. Главната цел на центрите за кариера е да им помогнат на учениците професионално да се определат според своите интереси и вештини и да им овозможат полесен пристап до пазарот на трудот преку контакти со работодавачи и компании. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски на отварањето на кариерниот центар истакна дека на многу ученици треба да им се помогне во изборот, зашто на нивна возраст е карактеристична колебливоста во донесувањето одлуки. Афинитетите кон одредено знаење мора да бидат откриени во текот на школувањето заради навремено и правилно насочување на секој ученик за избор на својата иднина, на својот потенцијал и негово правилно искористување и насочување. Министерството за образование и наука, заедно со USAID, со градот Скопје, како заеднички партнери, продолжуваме со реализацијата на бројни реформски процеси. Веќе трета година го имплементираме проектот за кариерните центри или младинската мрежа за стекнување на вештини за вработување. Проектот е едно исклучително значење во рамки на сите средни училишта во земјата. Ова средно училиште добива место каде учениците ќе се дружат, ќе разменуваат идеи, ќе развиваат својата креативност, но и ќе ја насочуваат својата иднина. Директорот на мисијата на USAID во Македонија, Джеймс Стейн, истакна дека соработката помеѓу кариерните центри, стручните училишта и Агенцијата за вработување ќе придонесе во намалувањето на невработеноста на младите. Центарот за кариера кој го отвораме денеска е место каде што младите луѓе кои бараат работа може да ги пронајдат ресурсите што им се потребни за да ги истражат своите интереси, способности и кариерни можности кои се достапни на денешниот пазар на трудот, истакна Стейн. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски истакна дека во кариерните центри учениците имаат можност да стекнат вештини за комуникација, за тимска работа, сознанија каде може да се вработат и за можностите на пазарот на трудот. Сознанија каде можат да се вработат и за можностите на пазарот на трудот. Со отварањето на кариерниот центар во ова училиште, всушност го означуваме отварањето на кариерни центри во уште 10 училишта во градот Скопје, вклучени во проектот Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување, имплементиран од страната на USAID, мисијата во Република Македонија. Со вклучувањето во овој проект, 11 средни училишта во градот Скопје станаат дел од семејството на училишта во кои на активен начин и соодветни практики
и практични обуки, учениците се подготвуваат да одберат вистинска професија и да изградат успешна кариера. Со проектот досега се опфатени 650 ученици и околу 55 наставници кои успешно ја завршија обуката подготовка за вработување и работа. Централната улога во активностите на овој проект секако ќе имаат кариерните центри како место во кое ќе се сретнуваат и поврзуваат учениците, наставниците, кариерните советници и сите партнери во проектот, а тоа се центрите за вработување, невладините организации кои работат на ова поле, бизнес секторот и другите субјекти. Отворањето на кариерниот центар во средното училиште на град Скопје Здравко Цвитковски се совпадна и со патронатот на училиштето, при што на наставници од 11 училишта им беа доделени сертификати за завршена обука за програмата за подготвување и работа. Бесплатни тренинзи за децата од социјално загрозените семејства ќе има возможи Министерството за труд и социјална политика, кое заедно со Пливачката федерација на Македонија и Фудбалската федерација на Македонија подпишаа меморандум за соработка. Со меморандумот за соработка со Пливачката федерација се предвидува децата на возраст од 6 до 12 години чии семејства се приматели на социјална парична помош, деца без родители и родителска грижа и деца корисници на посебен додаток, да можат да ги користат бесплатно услугите на Пливачката федерација и да посетуваат бесплатни часови по пливање на Олимпискиот базен. Меморандумот за соработка со Фудбалската федерација има возможува на децата од 8 до 16 години, кои потекнуваат од семејства приматели на социјална парична помош, како и децата без родители и родителска грижа, да ја имаат можноста бесплатно да тренираат фудбал во младинските школи на фудбалските клубови од првата македонска фудбалска лига. Има возможуваме на децата од ранливите категории полесен пристап до спортот, бесплатни тренинзи и можност да сите кои немаат доволно средства, а имаат спортски талент, истиот да го покажат на дело и да добијат шанса, истакна Диме Спасов, министерот за труд и социјална политика. Во завршна фаза се работите околу изградбата на спортската сала во населеното место Петровец. Истата е на површина од 1200 метри квадратни со капацитет од 400 гледачи. Со тоа општина Петровец ќе добие модерна спортска сала од мултифункционален карактер. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. На територија на општина Петровец, поточно во дворот на основното училиште Кочо Рацин, во завршна фаза се работите околу изградбата на спортската сала која општина Петровец ја гради со Министерството за образование и наука. Спортската сала е од мултифункционален карактер, што значи дека во неа може да се одигруваат надпревари во мал фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг, гимнастика и така натаму. Како што изјави градоначалникот на општина Петровец Борче Митовски, општината наскоро ќе добие модерна спортска сала по европски и светски стандарди. Во завршна фаза е изградбата на спортска сала во основното училиште Кочо Рацин во Петровец. Ни преостанува само да ги поставиме павер елементите на влезот на спортската сала. Иначе во изминативе 3-4 дена ја приклучиме на водоводна мрежа, приклучиме на канализациона мрежа, ја пуштиме електричната инсталација комплет. Големината на салата е 1200 метри квадратни со 400 седишта. Конечно, може да се пофалиме дека општина Петровец доби една модерна сала, каде што ќе можат нашите ученици да спортуваат и да се рекреираат. И ни останува само уште оној свечен момент, кога заедно со Министерството за образование и наука, заедно со представници од владата, ќе имаме свечено пуштење на истата. Спортската сала е со капацитет од 400 гледачи и се протега на површина од 1200 метри квадратни. Овој спортски комплекс свечено ќе биде пуштен во употреба за 15 дена, а со незиното пуштање во употреба, граѓаните и учениците ќе имаат можност да спортуваат, да рекреираат, да се забавуваат и да го поминуваат своето слободно време. Модерната спортска сала е прва од ваков карактер во општина Петровец. Општина Карпош по повод одбележувањето на деновите на општината го избра својот талент помеѓу учениците од основните училишта.
Како дел од детскиот ден од манифестацијата Денови на општина Карпош, денеска се одржа надпревар меѓу учениците од 10 основни училишта од општината под наслов Карпош има талент, при што основците од училиштата имаа можност да го демонстрираат својот талент, изведувајќи по една точка од жанровите актерство, пеење, танц или музичка изведба, а жири комисијата се одлучи за тројцата најталентирани, кои беа наградени со 2, 4 и 6 1000 денари. Карпошовиот талент оваа година е малата виолинистка Марта Поповска. Покрај изборот на најталент на Карпош, дел од детскиот ден е и литературниот надпревар на тема Сите сме едно, играме заедно, во кој учествуваат по 5 литературни творби од секое училиште. Во кинотека на Македонија беше отворена и изложба со дела од годинашниот акварелен симпозиум, што традиционално го организира општина Карпош. Градот Скопје предлага одлука за измена на годишната програма за работа со инвестициона програма за ЈСП Скопје за 2013 година, во која во делот останати инвестиции треба да се додаде проектот изградба на панорамско тркало. Почетокот на изградбата на панорамското тркало треба да биде оваа година, а да заврши во 2018. Реализацијата на проектот ќе биде од донации и сопствени средства. Тркалото ќе биде високо 73 метри од брегот на реката, со 57 метри диаметар, 48 метри ширина и исто толку метри длабочина. Предвидено е да има 30 гондоли со капацитет 8 возрастни плюс 2 деца. Максималниот капацитет на патници е 300, односно 240 возрастни плюс 60 деца. Висината на инвестицијата се проценува на околу 12 милиони евра, а динамиката на приливот на средства е предвидено да почне од следната година. 8 надпревари се играат вечерва од четвртото коло во Лигата на шампионите, а дербито се игра помеѓу Јувентус и Реал Мадрид. Во Лондон започна завршниот мастерс на најдобрите 8 тенисери во светот. Во продолжение следува спорт и околу спортот, но пред тоа рекламите.